Максим Димитриевски и СДСМ ветуваа Европско Куманово и многу капитални проекти, а зад себе оставија огромна нула, рече на денешната пресконференција портпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Милан Давидовиќ. Според него, освен монтажната катна гаража која видно го обезличила и наградила центарот на Куманово, други проекти локалната власт нема реализирано. Димитриевски е еден од малкуте градоначалници кој нема започнато ниту еден капитален проект во својот мандат, а патем има потрошено 4 годишни буџети кои заедно тежат околу 115 милиони евра. Нема ново основно училиште, нема нови детски градинки, нема нов цевковод Липково-Куманово со кој требаше на долг рок да се реши проблемот со водоснабдувањето. Ги нема никаде ветените 5-катни гаражи во градот, а го нема и долговетуваниот генерален урбанистички план за општина Куманово. Сето тоа остана само напишано на хартија во програмата на Димитриевски и СДСМ. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН сметаа дека Максим Димитриевски и СДСМ немаат стратегија за одржлив развој на градот. ВМРО ДПМН ќе понуди нов концепт за иден развој на Куманово, потенцира Давидовиќ. На Куманово му е потребна нова енергија, нов концепт, нови луѓе со вистински идеи и проекти и сигурна реализација на истите. На престојните локални избори ВМРО ДПМН ќе понуди таква енергија и ќе понуди нов концепт за иден развој на град Куманово. Градот Куманово се сака со дела, со реализација на проекти, со вистински идејни решенија. ВМРО ДПМН како нова локална власт се обврзува дека ќе реализира сето она што ќе го вети во својата програма, посочи Давидовиќ.